Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Вториот круг гласање на локалните избори ги донесе резултатите за тоа кој ќе биде градоначалник во општините Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Во мирна атмосфера гласачите одлучија во двете поголеми општини довербата да им ја дадат на кандидатите од коалицијата на СДСМ, додека во Зрновци досегашниот прв човек на општината доби нов 4-годишен мандат. Трите општини од микрорегионот Виница, Зрновци и Чешиново Облешево ги добија своите градоначалници по одржувањето на вториот круг од локалните избори. По нешто помалку од 2 часа по затворањето на гласачките места, веќе почнаа да пристигнуваат информациите од партиските штабови за тоа како поминало гласањето, а нешто подоцна започна и славењето на победата. Во општина Виница, кандидатот од коалицијата на СДСМ Ивица Димитров е новиот градоначалник. При тоа, тој не само што ја задржа, туку и за над 3 пати ја надфрли предноста од првиот круг пред својот против кандидат од ВМРО-ДПМН Мартин Павлов. Според првичните резултати од Државната изборна комисија, за Димитров гласале 5570, а за Павлов 4682 гласачи, со што меѓусебната разлика изнесува над 8% во корист на победникот. Бројот на граѓаните кои што излегле на гласачките места е скоро ист како во првиот круг, односно изнесува околу 61,5% во однос на вкупно запишаните на избирачкиот список. Во општина Чешиново Облешево, новиот градоначалник исто така е од редовите на СДСМ. Кандидатот Горанчо Крстев ја анулираше минималната предност од 39 гласа на својот против кандидат од ВМРО-ДПМН Горанчо Зашов и освои 163 гласа повеќе, со што ја презема градоначалничката функција. Првичните резултати по пребројувањето, а што ги објави Државната изборна комисија, покажуваат дека за Крстев гласале 2155, а за Зашов 1992 гласачи. Овде процентот на излезност е за околу 3% помал во однос на првиот круг, кога гласале скоро 76% од запишаните граѓани со право на глас. За разлика од претходните две општини, во Зрновци нема промена на местото градоначалник, односно и во наредниот 4-годишен мандат со неа ќе управува Блаже Станков. Тој освои 274 гласа повеќе од својот против кандидат Ванчо Митев, предложен од коалицијата на СДСМ. За Станков гласале 944, а за Митев 670 граѓани, со што разликата меѓу нив двајцата се намали за околу 60 на гласа во однос на првиот круг, но тоа не влијаеше врз крајниот резултат. Со победата на Станков, Зрновци е единствената општина во источниот регион што ќе има градоначалник од коалицијата на ВМРО-ДПМН. Дел од новоизбраните градоначалници на општината во источниот регион упатија јавна благодарност до граѓаните за довербата. На пресконференција рекоа дека по преземањето на функциите ќе се залагаат за реализирање на ветените проекти во нивните предизборни програми. Дел од новоизбраните градоначалници на општините во источниот регион за прв пат ќе се најдат на оваа функција, а со нивното преземање на раководењето на локалната самоуправа по подолг период во дел од општините ќе има и смена на политичките опции. На пресконференцијата што ја организираше новоизбраниот градоначалник на Виница, Ивица Димитров, им се заблагодари на граѓаните за дадената доверба. При тоа вети дека останува на ветувањата од предизборната кампања дека ќе работи во интерес на сите. И поздравам граѓаните на општина Виница кои вчера излегува и го дадоа гласот за живот во нашата општина. За прв пат СДСМ има градоначалник во нашата општина и се надеваме дека наредните 4 години ќе работиме според програмата која што ја понудивме на граѓаните и дека тие ќе бидат задоволни. Општина Виница мора да оди напред. Општина Виница мора да оди на економски план напред. Општина Виница мора да се развива. Доста ни е стагнација, доста ни е поделби. Од денес стартуваме и од денес сите граѓани на нашата општина се едно исто. Димитров рече дека како нов градоначалник очекува конструктивна соработка и поддршка од Советот на општината.
Го добивме и советот, имаме 8 советници од нашата опција, од коалицијата предводена од СДСМ, така да тука е и носителот на листата Митко Илиевски, заедно ќе соработуваме во интерес на граѓаните. Старо, новиот градоначалник на Зрновци, Блаже Станков, на пресконференцијата во неговиот кабинет, истакна дека е задоволен што со изборот ќе има континуитет во реализацијата на веќе започнатите, како и на новите проекти од неговата предизборна програма. Па еве, граѓаните на општина Зрновци повторно го препознаат мојот честен и одговорен пристап кон работата на општина Зрновци. Јас навистина им благодарам на довербата и поддршката и отворено и сега ветувам дека и понатаму ќе продолжиме со интензивна работа да го оствариме ветеното. Ќе продолжиме со реализација на сите проекти кои што беа ветени во новата изборна програма. На сите им посакувам многу здравје и многу радост во нивните домови. Новоизбраниот градоначалник на Чешиново Облешево, Горанчо Крстев, рече дека своето прво јавно обраќање со благодарност до граѓаните за довербата ќе го има наскоро, откако и официјално ќе го добие уверението од Општинската изборна комисија. Во краткиот телефонски разговор за Канал 8 истакна дека останувано пределбите да биде градоначалник за сите граѓани, а општина Чешиново Облешево да стане отворена и пример меѓу руралните локални самоуправи во регионот. – 95% од физичките лица и институции кои што имаат склучено договор со шумското стопанство Согово за огревно дрво, ги добија дрвата, велат одговорните од подружницата на Македонски шуми во Кочани. И додаваат дека годинава не дозволија да се повтори ланскиот проблем, кога луѓето платените дрва не ги добија до нова година, па дури и покасно. Училиштата, детските градинки, пензионерите и сите физички лица од Кочани кои што годинава склучија договор со шумското стопанство Согово за испорака на дрва, веќе ги добија огревните дрва. Одговорните од Кочанската подружница на Македонски шуми не дозволија годинава да се повтори ланскиот проблем, кога граѓаните многу доцна ги добија дрвата за огрев. И сега, откако се испорачани договорените дрва од шумското стопанство Согово, вела дека има дрва и за оние кои задоцнеле со испораката и кои што сакаат доправа да порачаат дрва за огрев. Кога веќе тоа е целата работа завршена, сме во состојба да секојдневно секој заинтересиран може да дојде во нашата подружница, дали ќе сака огромно дрво прва класа, дали ќе сака огромно втора класа, значи може да дојде слободно секој ден да си земе профактура, да си плати веќе во наредните 2 до 3 дена огревното дрво да го добие на својата адреса. Цената на огревното дрво и оваа година останува непроменета. Буката 2600 денари за метар просторен, а дабот за 100 денари поскап од буката, односно 2700 денари за метар просторен. Диванисов додаде дека паралелно со оваа активност завршија ознаките и испораките и на луѓето кои што имаат шума во собственост. Инаку и во општина Пробиштип, која што е под нивна надлежност за снабдување со огревно дрво, дистрибуцијата до пензионерите и вработените преку синдикалните организации 95% е веќе завршена, а паралелно со испораката на огревно дрво се врши и испорака и на техничко дрво до пиланите. Археолозите од Заводот и музеј во близина на штипското село Чардаклија, каде во тек е трасирањето на новиот експресен пат Штип-Кочани, открија црква од ранохристијанскиот период и уште 3 други археолошки наоди кои датираат од византискиот и средновековниот период. Истражувањата се на локалитетот Манастирче, а проектот е финансиран од Агенцијата за јавни патишта. Археолозите од Штипскиот музеј открија остатоци од сакрална градба близу селото Чардаклија. Откриената црква на локалитетот Манастирче во близина на трасата за новиот експресен пат Штип-Кочани е од средновековниот период, но во темелите се пронајдени остатоци од постар објект, што заедно со откриената керамика укажува дека се работи за градба од доцно античкиот, односно византискиот период.
Е откриен еден сакрален објект, односно откриена е еднокоравна црква која што има тристрана апсида од источната страна од надворешниот дел и нартекс. Комплетно е откриена самата црква со влезна партија, еден влез на северната страна, многу убаво сочувана и релативно добро прилагодена за понатамошни конзерваторски работи. Предвидено е целосна конзервација на овој сакрален објект. Работите околу новиот пат во пределот околу селото Чардаклија открие уште 3 нови наоѓалишта, а наредниот месец ќе се работи на уште едно, каде минува трасата за експресниот пат Штип-Радовиш. Со поставувањето на самата траса на експресниот пат, во близина се наоѓа 3 поголеми локалитети, како што е Лозен градиште во Горни Балван и Клетовник до Крупиште, меѓутоа тие се малку подалеку од трасата и според правилата таму се врши само надзор на трасата. Па бидејќи е малку подалеку, тој комисиски беше ослободен за понатамошни градежни работи. Додека остана само овој локалитет да се истражи, па потоа ќе се ослободи оваа траса за понатамошни градежни работи. Истражувањата на локалитетот Манастирче се финансирани од Агенцијата за јавни патишта. Надица Стојкова од село Трсино Виничко, добитник на награда од Македонската академија на науките и уметностите за најдобар студент на медицина во државата. Стојкова е дипломец на медицинскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип, а првото место го дели со уште 2 најдобри студенти од Македонија. Родена во село Трсино Виничко, основно училиште завршува во основното училиште Никола Парапунов во село Драгобраште, средно медицинско во Штип. За денес да биде на врвот да го дели првото место со 3 најдобри студенти на медицина на 3 универзитети во Македонија. Надица Стојкова, како дипломец на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, со просек 9,59, одсек општа медицина, е добитник на престижното признание од Македонската академија на науките и уметностите, кое беше доделено во рамките на јубилеот на Лекарската комора на Македонија. Јас дипломирав во јуни и во јуни ги приложуваме уверенијата за положени испити, за да го започнеме стажот што трае 6 месеци за полагање на државниот испит. Најверојатно од токму од уверението виделе дека од приложените уверенија од нашиот факултет виделе дека го имам токму јас највисокиот просек. Ги контактирале студентските служби и студентските служби кои ме контактираа мене. Според мене секој факултет си има своја тежина. Значи, јас искрено немав некоја посебна тежина во текот на студирањето, но секако се откажав од многу работи, што нормално секој млад човек сака да ги прави во тој период од животот. Се фокусирав овие 6 години максимално на студирањето медицина, заради тоа што за мене тоа е приоритет. И ја сакам оваа професија, ја сакам поради благодарноста и хуманоста што ја носи во себе. Се откажав од многу работи, но за тоа воопшто не се каам, посебно при вакви признанија, што на крајот сепак се исплаќат. Стојкова зад себе веќе има неколку месеци стаж на клиниката во Штип, но и волонтерска работа на клиники во Русија, како награда од универзитетот, а пред неа стои предизвикот за доусовршување и специјализација. Таму престојував 2 недели, одлично искуство, дружење исто така таму со прекрасни студенти, најдобрите студенти на Самарската универзитетска клиника. Од овде заминавме со мои колеги, исто така најдобри студенти на факултет за медицински науки и студенти на стоматолошкиот факултет, со професор, исто и професор по руски јазик. Искуството, можам да кажам дека беше незаменливо. Стојкова рече дека не планира да ја напушти државата, туку се гледа како успешен лекар и специјалист во Македонија. Признанието кое го додели Ману е вредносен ваучер со кој наградените студенти се ослободуваат од плаќање партиципација за државен испит. Се продлабочува соработката на Кочани и Сремска Митровица во однос на поетскиот фестивал Машта и снови, во кој 3 ученички од Кочани добија награди. Понатамошните заеднички активности се однесуваат на превод на книгата за деца Весела олимпијада на Неделко Терзик од српски на македонски јазик.
Соработката на Кочани и Сремска Митровица во Република Србија, во чии рамки се одржува меѓународниот поетски фестивал Машта и снови, се продлабочува. По посетата на председателот на жири комисијата на овој фестивал на Кочани, Неделко Терзик, и врачувањето на наградите на 3 ученички од основното училиште Никола Карев, добитници на годинешниот фестивал, одржан во мај, соработката продолжува и понатаму. Имено договорена е соработка со поетот и писател за деца Неделко Терзик за превод на неговата книга за деца Весела Олимпијада, која што представува збирка од 20 басни, а ќе бидат преведени на македонски јазик. Ова ќе биде второ издание на оваа книга басни по преводот на словенички јазик. Договорено е илустрациите за басните во книгата да ги направат учениците од ликовната секција од основното училиште Никола Карев, а книгата да биде издадена со финансиска помош на Ротари клубот Кочани Виница. Истата ќе биде наменета како подарок за децата од прво оделение во основните училишта во овие два града. Експеримент е насловот на театарската представа што беше одиграна синоќа во Центарот за култура Бели Мугри. Вечерва игра представата Да го поздравиш и да ми го бациш. Станува збор за камерни представи кои што се наменети за лица над 16 години. Влезот е бесплатен, но е со ограничен број на седишта. Во неделата во Центарот за култура Бели Мугри беше одиграна театарската представа Експеримент од Скопје. Станува збор за камерна представа наменета за лица над 16 години. Режисер на представата Јане Спасик. Главна инспирација за представата е книгата The Lucifer Effect на социјалниот психолог Филип Зимбардо, кој во своето дело ги анализира начините и методите преку кои системот и ситуацијата влијае на дехуманизацијата и деиндивидуализацијата на индивидуата, при тоа постепено насочувајќи ја индивидуата да извршува злосторства во име на системот. Вечерва, 30 октомври, со почеток во 20 часот, на сцената во Националната установа Центар за култура Бели Мугри во Кочани, ќе биде прикажана театарската представа Да го поздравиш и да ми го бациш. Представата е камерна со ограничен број на седишта за публика над 16 години. Влезот е бесплатен. Да го поздравиш и да ми го бациш е документарна представа, авторско дело на режисерката Билјана Радиновска и актерите Бојан Кирковски, Наташа Петровиќ, Ненад Митевски, Симона Спировска-Костовска. Представата ја раскажува приказната за растењето, за соништата за себеостварувањето и соочување со општествените механизми на функционирање. Темите што се отвораат во представата, уметноста во себе, надежите, стравовите, борбите за остварување на креативниот потенцијал, се од различните искуства на актерите и зборуваат за борбата за индивидуална слобода. Представата е во продукција на Артропија од Скопје, продуцент е Филип Николовски. Следува информацијата од спортот. Викендов се одиграа надпреварите во првенствата на првата фудбалска лига за жени и во втората лига Исток во машка конкуренција. Осогово загуби на гостувањето во Гевгелија против Кожув, а женскиот фудбалски клуб Кочани играше нерешено во Куманово против 8 пласираната екипа на Речица. Во саботата се одиграа надпреварите од 10-тото коло во првенството на втората лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово, како гости во Гевгелија против Кожув, доживеа нов пораз. Домакините не дозволиле изненадување, иако гостите имали и своји добри моменти, но на крајот надпреварот завршил во корист на гевгеличани со резултат 2:1. Сепак, први во водство дошле жолто-сините во 13-та минута со голот на Манов. Ваквиот развој на настаните на теренот не траел долго, па домашните 20 на минути подоцна со погодокот на Лазаровски изедначиле на 1:1, резултат со кој завршил и првиот дел. Во второто полувреме гевгеличани продолжиле со нападите и во 63-та минута со голот на Ристенски дошле до победата и 3 бода. По шестиот надпревар во серија без реализирана победа и со досега освоените само 7 бода, Осогово цврсто останува на последното место на табелата. Во следното коло на домашен терен ќе го пречека Тиквеш, екипа која сезонава играше променливо, но вообичаено е незгоден противник за нашиот тим. По двонеделната пауза поради обврските на младата репрезентација до 19 години, викендов продолжи и првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција.
Во рамки на петтото коло, женскиот фудбалски клуб Кочани гостуваше во Куманово на средбата со Речица и извлече бод, играјки нерешено 2:2. Нашите девојчиња биле многу подобар тим од Кумановки, што го потврдиле со водството од 2:0 во првото полувреме, при што стрелец и на двата погодока била Атанасова. Сепак, во вториот дел домакинките ги средиле своите редови и успеале да го изедначат резултатот, со што гостинките од Кочани останале без планираните 3 бода. Во моментот, нашата екипа е на 8 место со 4 бода, колку што имаат и Кумановки, но се едно место зад нив поради полошата гол разлика. Во следното коло ЖФК Кочани ќе биде домакин на средбата со последно пласираната екипа на Њу Йорк од Скопје. Во втората футсал лига се одигра второто коло, во кое екипата на Торпедо играше дома против Црна Река и загуби со 0:3. За цело време од надпреварот, гостите од Кавадарци беа понадмокни на теренот, така што освојувањето на бодовите воопшто не беше во прашање. Неискуството на играчите на Торпедо, кои годинава за прв пат се надпреваруваат во футсал лигата, и фактот што Црна Река доминатата сезона беше прволигаш и сега повторно е главен кандидат за шампионската титула, може да биде оправдување за поразот на нашиот клуб. Почитувани, временската прогноза воедно е последната информација во вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.